Благодарам, почитувам председавач. Еден од сериозните проблеми во државата секако е загадувањето и тука буквално да нема човек кој не сака да се реши оваа проблематика. И еден од клучните проблеми со решавање на оваа проблематика е баш понудувањето на овој амандман. Значи, со амандманот се бара да се обезбедат средства за да се вработат нови инспектори, овде се наброени 8, со цел да може по-детално, по-често да може да се контролираат пред се големите загадувачи. Што е проблемот? Ние во државата имаме сериозни загадувачи, како и впрочем и многу други држави, и тие горе-доле се лоцирани. Тоа се рудниците, тоа се рафинериите, тоа е тешката индустрија, тоа е хемиската индустрија и така натаму и така натаму. Каде настанува проблемот? Проблемот настанува тогаш кога веќе сме сведоци на повеќе афери. Имавме афера за увоз на неквалитетни нафтени деривати. Имавме афера за детектирање на увоз на отпад. Имавме, и тоа е веќе јавно познато, дека имаме огромно горење на домашен отпад. Значи, тоа се сериозни загадувачи кои де факто постојат во државата. И сега што е проблемот? Проблемот е тоа што не се толку наивни и загадувачите. Тие добро знаат да лоцираат можност да загадуваат, а при тоа да ја пренаменат приказната или да ја заскријат. Јавно тврдам дека проблемите со големото загадување и пред се работата на овие загадувачи настанува во ситуации кога имате магла и дожд. Под приврзокот дека во време на магла, и тоа е точно, имаме помалку движење на воздушните маси и во време на дожд помалку можеме да излеземе надвор, тогаш тие се моменти кои ги користат овие големи загадувачи да се активираат. Значи, едноставно лошо време, тие ќе ги активираат механизмите на загадување затоа што тој им обезбедува профит. Не завршува тој отпад некаде некој да го залепи. Завршува во некој процес и секојаш тој процес е поврзан со горење. Е сега што е решењето? Во даден момент морате да реагирате брзо, затоа што веќе утре работата се изменува. Затоа ни се потребни тие инспекцијски служби да реагирате благовремено на повеќе локалитети, затоа што многу повеќе фирми, повеќе лоши играчи на бизнисот го злоупотребуваат ова. Ако имате добра инспекцијска служба, сметам дека ова е клучно решење благовремено да реагирате со проблемите. Утре времето е сончево, имате ветерче, веќе друга ситуација. Големиот загадувач ја мене технологијата, тоа што требало да го направил, инспекторите излегуваат на терен, мерат, нема ништо. Затоа да не ги ставаме проблемите под тепих. Проблемот е присутен, проблемот е лоциран. За проблемот збори одва, еве и ние се приклучивме како опозиција, треба да се приклучи тука и власт. Мораме со силен инспекцијски надзор да ја регулираме оваа проблематика. На крај краишта, овие инспектори, како што каже и министерот, владата ќе ги имплементира, владата ќе ги вработи, владата ќе ги ангажира, ќе ги изврши обуки и ќе ги стави во функција на заштита на животната средина. Премногу символични средства се, а ефектите би можеле да бидат значителни доколку се има желба во борбата со загадувањето. Точно е дека средствата за плати во ставката се зголемени, меѓутоа од една страна викаме ќе ги зголемуваме платите, од друга страна нови вработувања. Сметам дека овие се малечки средства, а ефектот може да биде и tekako сериозен во борбата со загадувањето. Благодарам.